Титаник, Тортура, Тврдина, ТНТ, Транспортер, Трезор, Топлик, Тендери, Таргет. Сите истраги кои досега ги поведе специјалното јавно обвинителство, најверојатно со намера започнуваат на буквата Т. Истражителите треба да преслушаат над 540.000 аудио фајлови од незаконското снимање и да прелистаат над 119.000 транскрипти од разговори и СМС пораки. Досега се отворени 38 предистражни постапки, од кои 16 произлегуваат од така наречените бомби, додека 22 предистражни постапки произлегуваат од необјавени снимки. Во февруари 2016 година СЈО го објави својот прв случај Титаник. Станува збор за истрага за изборни измами. Случајот се води против деветмина, а главни осомничени се поранешната министерка Гордана Јанкуловска, поранешниот министер за транспорт Милјана Киевски и секретарот на владата Кирил Божиновски. Се товарат за сериозни кривични дела. Во март 2016 година СЈО отвори нова истрага под името Тортура, која се однесува на апсењето на лидерот на партијата Обединети за Македонија и поранешен министер за внатрешни работи Љубе Бошковски. Поднесени се кривични пријави против 7 лица, меѓу нив 6 припадници на полициската единица Алфи. Прво осомничен е тогашниот директор на УБК Сашо Мијалков. Следен предмет е случајот Тврдина. Осомничени се двајца началници на УБК и екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Тие во 2015 година уништиле системи за следење на комуникации, нанесувајќи штета на државата од околу 10 милиони евра. Истите системи претходно биле користени за незаконско следење и прислушкување. Ова е еден од двата случаи за кој е поднесено обвинение. Истрагата со кодно име ТНТ беше отворена во април 2016 година. Се истражуваше незаконското уривање на комплексот Космос на бизнисменот Фијат Сановски. Иако првично беа аболицирани, сепак осомничени во овој случај се и екс-премиерот Никола Груевски, екс-министерот за транспорт и врски Милјана Киевски и актуелниот градоначалник на општината Гази Баба Тони Трајковски. Случајот Транспортер, најавен како најскапиот превоз за ученици во светот, кој го плаќал градот Битола, се води против градоначалникот Владимир Талевски и претседателот на Комисијата за јавни набавки на општината. Според СЈО, тие нанеле штета на буџетот од околу 360.000 евра. Истрагата насловена како Трезор се води против раководни лица од УБК и раководно лице во МВР. Осомничени се за злоупотреби при набавки на опрема за потребите на петата управа на МВР. Наместо опремата да биде набавена директно од фирма од Велика Британија, договориле во име на МВР опремата да ја набави фирмата Финзи. Со злоупотреба на службената положба, тие го оштетиле буџетот за над 800.000 евра. Во изден во октомври СЈО отвори два предмета – Топлик и Тендери. Во првиот случај, осомничени се 6 вработени во Министерството за транспорт и врски. Тие се товарат дека со злоупотреба на службената должност го оштетиле буџетот за над 1 милион евра. Прво осомничен е поранешниот министер Милјана Киевски. Се истражува продажбата на градежната парцела за изградба на населбата Сончевград. Во вториот случај, првоосомничена е министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, како и тројца членови на Комисијата за јавни набавки во Министерството. Се товарат дека без тендер склучиле договор за дел од проектот Скопје 2014-та. Последната отворена истрага е предметот Таргет. Истрагата е насочена кон откривање на кој го нарачал масовното прислушкување на граѓани во земјава. Осомничени се десетмина кои незаконски следеле над 4000 телефонски броеви во периодот од 2008 до 2015 година. СЈО ги обелодени и првите две обвиненија. Едниот за случајот Тврдина, а вториот за насилството пред протестите пред општина Центар во јуни 2013 година. Меѓу обвинетите за вториот случај и екс-премиерот Никола Груевски.